Почитувани, Прилепската општина нуди огромен потенцијал за земјоделско производство. Патем е општина со најголем број сончеви денови и ги има највредните земјоделци. Ова мора да го искористиме. Земјоделецот мора да биде основна грижа на локалната самоуправа. За жал, локалната самоуправа во изминативе 8 години не вложи ниту еден денар и ниту една минута интерес за подобрување на состојбата на земјоделските производители, а има многу начини да се помогне. Се разбира ако се знае како. Во мојата изборна програма изготвивме серија мерки и проекти со конкретни рокови за развој на земјоделското производство и за зголемување на производствените капацитети. Ќе го намалиме надоместокот за наводнување и одводнување на земјоделското земјиште. Ќе изградиме или реставрираме дополнителни 50 км хидросистемска мрежа. Ќе ги исчистиме одводните канали, ќе ги исушиме селските бари и ќе изградиме нови поила за стоката. Ќе формираме координативно тело за развој на земјоделието, а ќе изготвиме стратегии за органско производство и помош на земјоделците. Ќе воведеме ваучери за така наречена зелена нафта за основна обработка на почвата. Имаме проект Зелена иницијатива, со кој ќе воведеме општински сектор за земјоделски семејства, сектор за унапредување на руралните населени места, како и сектори за европска земјоделска политика и прекогранична соработка. Со проектот Млеко од прилепските фарми ќе ја подобриме состојбата со млечната индустрија во општина Прилеп и ќе ја подобриме промоцијата и продажбата на млекото. На крај, сакам да го споменам проектот за изградба на 500 микроакумулации. Суштинскиот, капиталниот проект, кој покрај тоа што на големо ќе ги подобри состојбите во земјоделието, исто така сериозно, позитивно ќе влијае на локалниот економски развој и отворањето нови работни места. Микроакумулациите се стратешко, долгорочно, планско и техничко решение за наводнување на земјоделското земјиште во Пелагонија. Имаме 500 различни профили за акумулации, во кои ќе опфатиме 40 милиони кубни метри вода, со кои ќе се наводнуваат дополнителни 20.000 хектари земјоделско обработливо земјиште. Знам и свесен сум дека се крена голема фама и прашина за овој проект, за тоа како ќе го изведеме, на кои локации, од страна на луѓето кои во 8 години не сработија ниту еден капитален објект во градот. Затоа, почитувани жители на општина Прилеп, сакам да ви представам детален приказ, видеопрезентација за тоа каде и кој ќе биде бенефитот за општината од изградбата на 500 микроакумулации. Водата е основниот принцип и причина за сето она што постои, од која се настанало и во која се враќа. Таму каде што нема вода, нема живот. Тоа е вистинската човекова потреба што тој мора трајно да ја обезбеди пред да почне да го гради своето живеалиште. Талес од Милет, 4. век пред нашата ера. 1680 километри квадратни вкупна површина. 70.000 хектари обработливо земјиште. 56.000 хектари пасишта. 26.000 хектари шуми. Совршен природен ресурс што треба да се искористи. Висок степен на неискористеност на земјоделскиот земјишен фонд. Само 20.000 хектари земјоделско земјиште се обработува. 50.000 хектари деградирано земјоделско земјиште, угари. 56.000 хектари пасишта неискористени,
останати под шикари. 26.000 хектари шуми подложни на постојана сеча без обновување. Совршено неискористен природен ресурс, огромна загуба за сите жители од регионот на Прилеп. Ниска продуктивност во земјоделството и сточарството. Релативно низок процент на земјоделско земјиште што се наводнува, само 4% од целокупното земјоделско земјиште. Интензивни процеси на ерозија, голема продукција на ерозивни наноси, напуштени простори, испразнети села, разурнат огромен стамбен фонд, стопански објекти, трла. Неповолна распореденост на дождовите, периоди без капка дожд во летната сезона од 90 до 120 денови. Економската положба на регионот на Прилеп тотално запоставена, без перспективност. Не постои никаква иницијатива, ниту идеја за подобар локален економски развој. Општината Прилеп е своевидно пасивизирано подрачје. Имаме ли простор и време за подобар локален економски развој, а за подобрување на работната клима и животната средина? Можеме ли да изнајдеме нови начини и можности за ангажирање на граѓаните на оваа општина, за подобрување на нивниот стандард и да создадеме нови, функционални и идилични места за живење, работа и одмор? Имаме и можеме. Тоа ќе го постигнеме преку проектот Микроакумулациите, можност за порамномерен и позабрзан локален економски развој. Мал прилог, но големи движечки чекори во настојување за подобрување на економската состојба на општина Прилеп. ...574 профили за изградба на микроакумулации, преку 40 милиони метри кубни нова акумулациона вода, можност за наводнување на преку 20.000 хектари земјоделско земјиште и околу 8 километри квадратни ново водно огледало на територијата на регионот на Прилеп. Ќе се обезбеди огромна количина на корисна вода, наводнување на сега веќе напуштеното и осиромашеното обработливо земјиште, илјадници хектари ќе се претворат во оази, битно ќе се видоизмени и ќе се зголеми производството на еколошки здрава храна од чиста природна средина. Ќе се изврши совршено антиерозивно уредување на малите рекички и потоци. Ќе се обезбеди најсилно средство против разорните поројни поплави. Ќе се заштити низводното земјиште и населбите, ќе бидат спречени огромни штети, ќе се формираат вештачки ливади, поила за напојување стока и дивеч. Околу езерото ќе се подигаат сточарски центри, економски стопанства, ќе се развива локална мала индустрија, прехранбена индустрија, млекарство. Секоја микроакумулација ќе се збогати со риба, ќе се развие сладководното рибарење, ќе се отворат центри за рибарство, лов на диви пајки и други птици. Рибата ќе се појави како нов прехранбен продукт за населението од регионот. Ќе се овозможи развој на туризмот и ловот, масовно пливање и рекреација, занимавање со други спортови на вода. Како резултат на спортувањето и новата исхрана ќе се подобри телесната градба на младите генерации. Новосоздадените економии ќе ја водат борбата против невработеноста, ќе се изврши концентрација на работни места, ќе се формираат добро расподелени формации на луѓе, магазини за храна, корисна вода. Со градењето на микроакумулациите ќе се овозможи развој на локалната патна мрежа, озеленување, пошумување на нови шумски култури, заштита на природата, зачувување на животната средина, нови услови на живот, оживување и ревитализација на просторите познати по депопулацијата
и деаграризацијата и на селата. Во услови на поголеми кризи од енергија, ќе се искористи хидроенергетскиот потенцијал на микроакумулациите. Ако ја сакаш твојата иднина, ако ја сакаш иднината на твоите поколенија, крени глас за иднината. Придружи ни се сега.